Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Како се толкува резултатот од ПАП тестот, гинеколошка скрининг метода со која се барат преканцерозни и канцерозни клетки на грлото на матката? Што значи ако во извештајот пишува абнормален наод, односно ЦИН-1, ЦИН-2 и ЦИН-3? Дали ваквите промени може да се повлечат сами од себе или пак е неопходно лекување? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка, хируршка онкологија. Се гледаме веднаш по рекламниот блок, а ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. За абнормалните промени на грлото на матката, за ЦИН-1, ЦИН-2 и ЦИН-3. Денеска разговараме со професор доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка, хируршка онкологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Професоре, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, благодарам за поканата, секогаш ми драго пријатно да ваша емисија да дискутираме и разговараме за интересни теми. Се радам ќе биде интересно, ова е често зборувана тема и во претходни емисии по други телевизии. Претходно и што искоментирав, мислам, за жал се уште дискутираме за ова состојба, има потреба за работа која што, конкретно кога зборуваме за рана детекција и превенција од карцином на грло на матка, нешто што полека ма сигурно мора да работиме малку посериозно, во смисло тоа да стане минато, односно да го сведеме бројот на ново диагностицирани пациентки со ново диагностициран карцином на грло на матката на вистина бројки кои што полека ма сигурно да иде во заборав оваа болест. И тоа за жал во нашата држава бројките не се добри и за овој тип на карцином. Се уште зборуваме за високи стапки на оваа болест, со висока инциденца за жал. А станува збор за болест и состојба која што е лесно превентибилна. Ќе проговориме детално за тоа и токму затоа е отвореме повторно оваа тема во Телма амбуланта за да се крене свесноста. Поздрав до вашите гости. И за потребата од скрининг, така е, апсолутно, да. Прегледите кои што се контролни, но и за превенцијата што може да се направи, да. Ќе одиме чекор по чекор. Дефинитивно. Започуваме со ПАП тестот. Така. Скрининг метода со која што се бараат преканцерозни болести, но и карцином на грлото на матката. Така како се изведува? Така е, значи ПАП тестот или Папа Николао скратено или ПАП тест е метода која што е јасно етаблирана, во гинекологијата и која што практично помогнала од моментот кога е воведена како метода со која што може да се детектираат промени на грлото на матката. Тоа е цитолошка метода, да расчистиме. Клеточна. Клеточна, така е. Значи се детектираат промени на клетките кои што се земаат од грлото на матката и патолозите, цитолози, практично ги гледаат под микроскоп, има специјално боење по Папа Никола за да ги разграничат оние специфични промени кои што може да се јават на клетките и да ги постават да ги категоризираат на нормален наод, абнормален стојкат или промени од типот на така речени диспластични промени на грлото на матката. Има многу повеќе, најчесто се непознати ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3, тука е ЦИС или ЦЕА инситу, тој инвазивен карцином, има така речени аскус промени, сега да не ве заморам, значи тоа е цела една класификација поделба на различни типови на клеточни промени. ПАП тестот всушност низ годините доминирал како главна метода за рана детекција на промени на грлото на матката, така речени преканцерозни лезии, кога се уште не е развиен инвазивен карцином, кога практично и третманот е многу поедноставен, условно кажано, за разлика од тоа доколку детектираме веќе развиен инвазивен карцином. Сега веќе полека, ама сигурно веќе во последниве години тоа е веќе постои тенденција кај нас кога зборуваме пошто за скрининг, доминантна скрининг метода ПАП тест, веќе полека, ама сигурно се прави поместување кон така наречен ХПВ базиран скрининг, да. Односно, де факто, детектирање на присутноста на етиолошкиот причинител на карциномот на грлото на матката. Таква тенденција постои во Европа и во светот генерално земено, но секако тоа не значи исфрлање на папот во секојдневната примена, тој има своја употребна моќ, дали како котестирање, дали како примарно тестирање таму каде што ХПВ типизацијата се уште не е достапна, меѓутоа тоа се деловите во поглед на скринингот.
се изведува со обичен гинеколошки преглед. Значи претпоставам дека секоја жена која што била на рутински редовен гинеколошки преглед или кај своите матични, нели, гинеколози, при посетата, ако биле повикани конкретно за спаѓаат во групата за редовен скрининг, значи се изведува на гинеколошки стол со помош, нали, на инструмент спекулум, ево дека на екраните го се гледа што е, значи даде сетот практично, со кој што спекулум се возможува да имаме пристапност да го визуализираме грлото на матката преку, нали, вулва, вагина, за да го видиме грлото на матката, целосно треба да се види, така, и после тоа со помош или на шпатула или со помош на четка, браш. Еве таа четка. Да, така точно. Значи се зема материјал од грлото на матката. Примерот, како што кажав, тоа е цитологија. Се или на предметно стакло се размачка, или има посебни реагенси во кои што се растварат тие практично самите клетки, материјалот што е земен, и понатака патолозите го обработуваат во лабораторија за да конечно врз основа на тие детектирање одредени промени на самите клетки може да ги категоризираат, рековме, во овие цитолошки групи како што. Така, споменавте дека има повеќе категоризации, но најчести се CIN1, CIN2 и CIN3. Барем за најпознати вака за популацијата, така, широката точно, јавност. Така. Што тоа значи? Дали тие се секогаш вовед кон карцином? Дали е тоа преканцерозна промена секогаш? Да. Вака сега, значи пошто велам дека се работи за цитологија, сега тука веднаш мора да го спомнеме и самото присуство на ХПВ. Пошто на ПАП тестовите има категоризација каде што стои ХПВ. Добра. И тоа спаѓа во преканцероза, односно така речени од низок степен. Така се категоризираат низок и висок степен. Во низок степен би спаѓале присуство на ХПВ и CIN1. Висок степен на цитолошки промени се веќе овие. CIN2, CIN3 или евентуално CA инситу, а понатака сите останати кои што, нали, се од таа некоја меѓу група до инвазивен цервикален карцином, и секако како посебна категорија што не сме да заборавиме е карцином на грлото на матката, меѓутоа така речен адено карцином, кој што не е, тоа е веќе хистолошка разлика. Не и се. Значи, кога зборуваме за CIN1 или ХПВ, значи тие се во таа група, нали, на ниска промена, сите тие во основа се цитологија, се ние на основа на добиениот ПАП тест, понатака продолжуваме со дополнителни инвестигации кај пациентката. Обично, ако не е направена ХПВ типизација, се зема ХПВ типизација да видиме, пошто во позадината на промените, да, лежи хуман папилома вирусна инфекција. Дали од висок ХПВ, некој високоризичен вирус, најчесто 16-18, добро познати така во популацијата, нискоризичен вирус, кој што исто така може да дадат таков тип на промени. Понатака евентуално колпоскопско гледање, ако постои сомнение, значи колпоскопија да се детектираат промени на грлото на матката, па се до евентуално биопсија, за да вие имате хистолошка верификација на оваа цитолошко претходно детектирана промена. Ткивото, парче се зема де факто. Сега тоа не значи дека одма сега пациентите, нали, сега имам на лицине, одма се биопсија ќе ми прават. Не секогаш, затоа аз велам. Многу внимателно докторот прво да го види самиот наод, да ја прегледа пациентката визуелно, па на основа на тоа да се процени дали евентуално ќе одиме на следење на пациентката, дали евентуално има потреба од колпоскопско гледање и биопсија, ако имаме сомнение да речеме одредени промени на грлото што ни асоцираат, или цитолошката промена сугерира да направите хистолошка верификација, или ако гледате некаква јасна промена, што понатака ќе ви го насочи понатамошниот тип на третирање. Дали тоа ќе биде со некакви локални третмани, не знам, конизација, лец, луп и така натака, ласер вапоризација, или во некои ситуација која е инвазивен цервикален карцином сосема друг тип на. А професора, колку време е потребно за CIN1 да премине во CIN3? Ова е интересно прашање, таа конверзија, бе рекол, или поместување на промените. Во претходното прашање спомнавте дали секогаш му претходат на инвазивниот карцином. Да. Токму тоа е алудирањето цело време одете на редовни прегледи, затоа што треба време, години треба, за да практично имате прво ХПВ инфекција, па таа ХПВ инфекција да предизвика клеточна промена, па хистолошка промена да се појави, па да помине ни сите овие фази CIN1, CIN2, CIN3, CA инситу и така натака, за да дојде до инвазивен карцином. Години. И токму заради тоа е скринингот.
Токму заради тоа е ПАП базираниот скрининг, кој што се уште постои во нашата држава, е на пример на 3 годишни интервали. И се тоа беше една година, па зошто е поместен на 3? Затоа што практично цитолошки верифицирана промена со модерните техники на цитолошка детекција, така речениот цитоскрин ликвид бейс, кој што ние го користиме на клиниката, вас ви овозможува прецизно детектирање или отфрлање на присуство на било каква клеточна промена што се ја става пациентката во групата дека речеме со помал ризик, дека во наредниве 3 години, затоа велам 3 годишен интервал може да развие. Тоа не го одзема правото на жената да оди на преглед на гинеколог, таман работа, значи ако смета дека има промена. Или ХПВ базираниот скрининг, на пример, би било поместување на 5 годишни интервали, доколку е ХПВ негативна пациентката при редовните скрининзи. Значи, сакам да кажам дека туку има различни модалитети. Што се однесува до промената колку процентуално земено, вака сега се разбереме. Сите ние во еден период од животот ќе дојдеме во контакт со ХПВ. Тоа е неизбежно, на ваков или онаков начин. Прашањето е таму каде би предизвикал промена. Па да, тоа е прашањето. Нали, да. Голем дел од жените кои што ќе се сретнат со овој вирус нема да направи никаков проблем. Не се свесни, така е, апсолутно. Но зошто кај одреден процент од женската популација ќе дојде до... Сега, тоа имате мал милион други фактори што допринесуваат до тоа. Од локалниот имун одговор, имунитетот генерално. Има одредени генетики, кои ќе кажам генетика не на организмот, него генетски варијации, промени што се случуваат во самите клетки инфицирани со ХПВ. Кај некои тие може да продолжат понатака во промени, модификации на самата клетка што би одила кон инвазивен процес, кај некои не. Пушењето на цигари, на пример, пушачи ризикот неколкукратно го зголемуваат за евентуално појава на цервикален карцином и при инвазивни лезии. Сакам да кажам дека имате мал милион фактори, но факт е дека големи студии го има тоа потврдено, кажам се правиме муабети дури за милионски бројки на пациенти следени во големи светски центри за детекција на тие промени како се валоризираат и каква е тенденцијата на промената. Не знам, знаете како 80% од пациентите ќе имаат само излекување, елиминација на вирусот во 80% од случаевите. Таму каде што ќе имате хроницитет, хронично инфламаторна промена, хронична реакција, имате практично ризик да дојде до појава на овие преканцерозни лезии, ЦИН-1, ЦИН-2 и така натака. Еве само за илустрација. Мислам, ова е италијанска студија, правена кај пациентки кај кои што хистолошки е верифициран дека се работи за ЦИН-1, односно промена хистолошка од низок степен. 300 и нешто пациентки биле во групата и следени се 26 месеци. 2 години и кусур. И сега во тој период, кај преку 76% дошло до регресија на промената. Значи, ЦИН-1 потврдена хистолошки се повлекла и тие пациентки биле префрлени во групата да продолжат со редовни скрининзи. Кај оваа друга нека бројка околу 90 на пациентки, имате процент кој што перзистирал ЦИН-1 промената и понатака, меѓутоа имате, тоа е оној процент некаде околу 14% од таа бројка прогредирале во ЦИН-2, а негде околу 8% и дури ЦИН-3 и повеќе. Временските интервали, пошто ме прашавте, некаде се категоризираат од 1 до 2 години за од ЦИН-1 да дојде до ЦИН-2, односно и до 3 да стане во ЦИН-3 лезија. Значи имате временски голем интервал во кој што вие може да го детектирате, да го третирате, санирате и така натаму пред да стане инвазивен карцином. А ако се открие ЦИН-3? Така е. Има ли шанси веќе да е развиен карцином? ЦИН-3 е практично што викаме ние на прагот на карциномот. Да, може да се развие, ако не се третира, тоа после ако не се презема. Но дали во моментот е можно веќе да има канцерогени клетки кога добиен резултат ЦИН-3? Затоа ЦИН-3 ако добиен на ПАП тест е веќе сериозен аларм дека треба тука се направат некои други постапки. Односно конкретно биопсија, затоа што може ЦИН-3 на ПАП тест некогаш во позадината точно да биде аларм дека можеби подлабоко се крие нешто посериозно. А може ли ЦИН-3 да се повлече само од себе? Може, постојат значи исто такви студии каде што се пратени пациентки кај што не биле вакво третирани, се секава дека процентот на регресија е многу помал во однос да речеме на ЦИН-2 или ЦИН-1 лезиите, каде што процентот на регресија до негативизирање е многу поголем, но постои тоа, да, може. Професоре, секогаш во анализираните ткива каде што се забележани промени ЦИН-1, ЦИН-2 или ЦИН-3 е присутен ХПВ вирус? Да. Да. Секогаш? Секогаш.
затоа што и тоа на самите патолози практично го прво ги гледаат промените што ги предизвикува ХПВ вирусот и има посебни специјални маркери имунохистохеми кои што се бојат и го потврдуваат ефектот на самиот вирус, така да На каков начин се заразуваме? Дали секогаш е сексуалниот пат доминантно, изворот? Да, дефинитивно. И затоа е практично и во таа група на сексуално трансмисивни болести спаѓа ХПВ-то покрај една голема, огромна група, меѓу другите и ХПВ вирусот. Што со оние партнерски двојки што се долго време заедно и ќе се јави ХПВ инфекција кај жената? Што тоа значи? Тоа значи вака дека сега. некој од партнерите имал вон партнерска релација? Може во некои случаи тоа да значи, но не секогаш. Да се разбереме, пошто ова прашање исто така е многу Може деликатно. суптилно, деликатно и кога дискутираме нали со пациентките, добро, од каде јас не сум имала никогаш и така натака. Значи, И се јавува тој сомнеш. да, верувам дека да се јавува, знам дека се јавува тој сомнеш, меѓутоа сега вака, знаете, ако веќе треба да го гледате се историјатот на целата приказка. Прво, да, они се во не знам, може да се во брак, брачен пар или да се партнери, нека не е тоа брак. Меѓутоа сега треба да вратите се наназад сега, претходни партнери. Разбирате, ако имало претходни партнери. Се ако правиме мојбет за пар кој што прв пат се заедно, односно имале прв сексуален однос едниот и другиот, тука начинот на практично условно кажано невозможно. Ме разбирате. И сега ако претходно имале други партнери, сега колку треба да се вратите назад да фатите каде е првиот, нали, кој прв почна работава. Меѓутоа тоа е многу тешко и непотребно условно земено, да се разбереме, непотребно. Затоа што има една ситуација каде што она што викаме регресија, повлекување, но има состојби каде што ХПВ вирусот во еден момент заради добар имун одговор, третман и така натака, може да биде и повлечен, односно да стои во мирување. Колку време така може да стои? Со години. И можете сега во еден момент да се реактивира, сега се вада добро доктор, како денеш до немав, неколку пати сум контролирана, следена, немав, сега денеш ми се појавува ХПВ. Треба да се седне, да се дискутира, да се разговара со пациентите и пациентките многу внимателно околу тоа, од каде, како, што, да се објасни начинот на трансмисија, за да никој не сака да направи на никому приватни проблеми, ме разбирате, стварно, затоа што некогаш луѓето навистина се сериозно вознемирени. И сега ако разговарале, ако дискутирале, ако прочитале, ако се информирале, онда веројатно им е јасна целата приказка и тука е се многу поедноставно. Но факт е дека вакви дилеми дека постојат и тие прашања, но сексуалниот начин на пренесување, да, тој е ако доминантен и различните типови на сексуално општење. Затоа што ХПВ-то или ако беше примарно доминантно, се уште е како доминантен предизвикувач на преканцерозни лезии и карцином на грлото на матката, веќе излегува од тоа. Да, предизвикува и други форми така на карцином. Така е, значи веќе зборуваме заедно преку 5, море повеќе 6, ако не 7 типови на карциноми кои што се ХПВ асоцирани. Веќе зборуваме за ХПВ асоцирани болести. Не само за доминантен е повторно келам карциномот на грлото на матката, потоа не знам, карцином на вулва, карцином на вагина, карцином на пенис. Редок, меѓутоа факт е дека е добар дел асоциран со ХПВ. Карцином на анус, карцином на глава и врат, односно на се она што подразбира од орална шуприна до карцином на ларингс. Колку ги набројав? Значи, зборуваме за ХПВ асоцирани болести, дури веќе се појавуваат одредени испитувања или студии каде што дури го асоцираат, речеме, со карцином на бронхи. Не знам до каде ќе оди. Сакам да кажам дека затоа е битно да се разговара за оваа проблематика, превенцијата конкретно од ХПВ-то. Ова секундарна превенција, тоа е цитологијата, земањето на ПАП тестот или ХПВ тестирањето, меѓутоа многу битна работа, апсолутно примарна превенција. ХПВ вакцина. Ќе продискутираме подетално и за тоа, доколку жената има ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3, некаква промена и утврдена инфекција со ХПВ, дали тоа значи дека со сигурност и незиниот партнер е инфициран? Сега, процентот на трансмисија... Има ли ке мажите тест со кој што може да се потврди присуство или отсуство на вирусот? Ти ова прашање исто така често како да го тестирам сопругот, да прашуваат пациентки, нели? Ако има евидентни промени и кај машкиот партнер,
а често тоа се појавува како кондиломи на пенисот, јасно е дека инфекцијата е присутна, не секогаш се манифестира. Најчесто мажите знаат да бидат преносители и во добар процент практично да имате елиминација на самиот ХПВ многу релативно брзо, побрзо за разлика од тоа кај жените. Прво заради достапноста, хигиенските навики, така натака многу поедноставно тоа се случува. И сега степенот на трансмисија, тоа дали ако жената го има, дали сигурно може да го има нејзиниот партнер, веројатно. Сега тоа, знаете, на тоа влие интензитетот на сексуалност, не знам колкав е лоудот со вирусен. Има повеќе фактори кои што начинот и така натака, сето тоа може да влие на трансмисијата кај машкиот партнер, но веројатноста постои, да. А присутен е овој вирус и во ејакулатот, во семената течност кај мажот? Да, тоа е уште една работа каде што, ете, пошто се фокусиравме на карциноми, меѓутоа може да влие на фертилноста. Значи, се поголем е бројот на студии кои што меѓу другото укажуваат и на присутноста точно на ХПВ и во ејакулатот и дека може да делуваат негативно на функцијата практично и на самите сперматозиди и да бидат меѓу другите работи и како една од факторите што можат за машкиот вакво инфертилитет. Така да дури веќе имаше, мислам дека и предлози да покрај стандардните испитувања што се прават во доменот на инфертилитетот да се прави и ХПВ исследување заради елиминирање на овој фактор потенцијален. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент. Емисијата е контактна. Професор доктор Игор Ауловски е гостин во студиото на Телма. Дали ЦИН-1 и ЦИН-2, ЦИН-3, овие абнормални промени, но и присуството на ХПВ во грлото на матката, ќе даде некакви симптоми? Може ли жената да почувствува нешто? Не. Значи, нема симптоматологија која што ќе каже дека постои инфекција со ХПВ. Нема такво нешто. Не знам дали обично компарираме со грип. Кој имате грипозен синдром, јасно ви е дека имате инфицирани со грип. Овдека не. Значи, нема нешто што ќе може да каже се работи за ХПВ инфекција. Ако веќе промените станат поинтензивни, значи кој што имаме веќе појава на некакви карцинозни лезии, тогаш веќе се појавува симптоматологија, ама тоа е за жал многу доцна. Не знам, крварење. Најчесто пациентките се жалат на посткоитални крварења. Кој што може да биде аларм дека нешто се случува. Не значи дека секогаш е во прашање карцином. Значи по сексуалниот однос, така? Да, непосредно по сексуалниот чин може да дојде до појава на такво посткоитално крварење, значи надвор независно од менструалното редовно крварење, тоа им прави аларм или меѓуменструални некојаш крварења чудни. Значи болки, некои суптилни, нема јасен симптом. Конкретно зборуваме за преканцерозните лезии. Ако е за карцином, веќе е друга приказка. Имаме двајца гледачи, ќе ги вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден за првиот глед. Добар ден, повелете. Вака, едно прашање имам до гостинот. Дали е доволно еднаш годишно да се направи само ПАП тест без микробиолошки, односно дали доколку постои бактерија и не е третирана правилно, може да доведе до некоја загрижувачка дијагноза од овој тип. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програмата. Благодарам за прашањето. Често пати се соочувам и со ова прашање, затоа, значи, барат микробиолошки тестови. Да, микробиолошки тестови. Самата инфекција, самата по себе, присуство дали е тоа на бактеријска инфекција, потврдена, докажана, дали е, не знам, во прашање некаква и локална вирусна инфекција, друга освен ХПВ, не знам, кандида, често пати пациентките, нали, се жалат. Самата по себе инфекцијата не е предизвикувач на болест. Јасно е предизвикувач дека е ХПВ. Но, во целиот контекст на локалниот одбранбен механизам, може да му помогне условно земено на вирусот да живее покомотно. Затоа што знаете како локалната инфекција, инфламација, сакали или не, значи го ангажира локалниот одбранбен механизам, имуниот одговор. Може да замаскира. Лечењето на локалната инфекција не секогаш ако приметиме при прегледот или детекција на конкретно на брисеви, ако имаме јасна клиничка слика дека станува збор за инфект, да, земаме брисеви за да ние детектираме присуство на одреден инфективен агенс и да го третираме агенсот
пред да преземеме други диагностички мерки, затоа што може да даде замаскирање дури и за ХПВ типизацијата некојаш, или не знам за веродостојноста на ПАП тестот. На самиот ПАП тест цитолозите гледаат присуство на одредени инфективни агенси, доколку ги има, не знам, преку кандида, преку присуство на кокоидни бактерии, присуство, не знам, на трихомонас вагиналис, гарднерела вагиналис, така, тие ги има таксативно наброени во листата на ПАП тестот и тогаш да, ги третираме за да добиеме појасна слика за изгледот на грлото на матката, но самите по себе инфекциите не ја предизвикуваат болеста, но можат да поттикнат, да помогнат, речем условно земено, Значи, да бидат во прилог на корисно би било да се лечи, да. и микробиолошки тест. Па во принцип е велам, може на самиот ПАП тест Да, и таму е веќе наведено. да се наведе или да се земат, ако барате конкретно таргетиран предизвикувач. Тоа е да имате специфични присеви кои што се праќаат на микробиолошка анализа. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ден. Добар ден. Добар ден да имате. Едно прашање ако може. Секако. Вака, јас сум 70 годишна возраст. Од 50 години, секоја година испитувам бриз. На 50 годишна возраст ми казаа ХПВ цин 1. Од тогаш после секоја година испитувам, ништо не ми наоѓа, само сувост на матката и сега ностоп болки имам у стомакот и некоја раничка сум имала, тоа ми го кажува уште децата кад сум ги имала на 30 години. А раничката уште постојала. Па што би било тоа и како и дали има нешто проблем со цин? Така, Од тогаш немам никако тоа цин не ми кажуваат. Така, од тогаш немате таков наод. Ви благодарам за вклучување во програма. Да, окей. Често жените знаат да кажат дека имаат раничка. Порано. Велеа дека имаат некаква раничка. Тоа терминот на раничка мене и кога дискутирам со другите пациентки пробувам да им објаснам дека не станат пошто кога ќе кажете на пациент раничка и мислите дека има некаква рана нешто. Колегите сакајќи да објаснат дека има некаква промена што ни ја гледаат на грлото на матката, кога користат терминот имате раничка. Во најголем процент од случаевите таа раничка, сега зборувам за пациентки кои што се значиме они предменопаузалниот период, значи каде што се уште има добра хормонска активност и каде што се детектират и хормонски промени меѓу другото и на грлото на матката. Значи, тоа се вика ектопија, каде што цилиндричниот епител излегува на површината на грлото на матката, што е нормална позиција, кај некој повеќе, кај некој помалку и тоа ни го детектира, раничка имаш. Не е секојаш така. Мислам, тоа раничка да не ги буни пациентите. Една работа, втора работа, господјата што праша, ете, он е типичен пример за оваа регресија што реков. Значи, ако и на 50 годишна возраст си детектирале цин-1 и присуство на ХПВ, и ако од тогаш навака оди редовни контроли, зима брисеви и не ги детектираат промените, тоа е знак дека болеста дека практично е во регресија. Она што нас е главната мака, да, со оглед на возраст и годините, за атрофија. Да, атрофични промени на слузокожата, на вагината, па и на грлото на матката, тоа е како резултат на менопаузалниот статус, односно недостатокот на хормони, што ја предизвикува таа сувост на вагината. Пациентката може да се обрати на гинекологот својот начин, да ја објасни начините на кои што би можело да се ги олесни условно земено овие проблемите. Локал така има. Креми. Не евентуално дали ќе се користат естрогенски креми или да речеме некои одредени други препарати кои што би олесниле евентуално ако е се уште сексуално активна на пример или да ги намали тие печења, болки така натака. А оваа раничка сепак треба да се види. Гинекологот кога прегледува точно може да детектира дали на грлото на матката има нешто што би било за понатамошна евалуација, проценка, биопсија или било што, не дека и на 70 години се разбереме. И на 70 години многу поретко, меѓутоа може да се јават овие диспластични промени. Посебно па кај пациентки како што веќе имале претходно искуство со ваква некоја состојба, тука пошто знаете како скринингот секаде по сите упатства гајдлайнс до 65 годишна возраст се пациентките, ево терминот англиски eligible, односно се може да се прават. Спаѓаат во групата за скрининг на 65 годишна возраст, после 2, односно 3 последователни негативни ПАП теста, може да ги тргнете од... Тука завршува. Така е. Да ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, сакам едно прашање да поставам.
Повелете. И поздрав до емисијата. Секако. Ви благодарам. Се работи за млада пациентка, 24 години. Откриено е ХПВ Добра. PS9. Така? Сега овде пишува ХПВ PS9 помало 3.0, 1.2. А во меѓувремето кога ги добивни резултатите, по една недела утврдивме дека е бремена. Така. Сега се чека уште резултатот од Папа Николао Брисо, а овај Брис покажа ХПВ и ви кажа таму PS9 помало 3.0.1.2. Така. Дали е штетно за бебето и за мајката? Папа Николао уште нема резултатот. Така, се уште го немате резултатот. Така. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, професоре. Значи, вака, прво, и бремените жени спаѓаат во делот на тоа често го дискутираме и тоа треба да им биде јасно на сите и тоа и со колегите го дискутираме кај нас на клиника, посебно што се занимаваат со перинатологија, па вклучително и пациентите. И бремените жени подложат на ПАП тестови. Во даденава ситуација е случајно утврдено дека, пошто веројатно достанала менструацијата, направиле тест за бременост или преглед ултразвучен, неважно, потврдено дека пациентката е бремена. Добро што е направен прегледот, гинеколошки е повторно да повторам да знаат сите трудници во малата, кој ќе биде пречено во се уште во мала гестација, апсолутно треба да подлежат и на ПАП тестирање. Ако не направиле, сакам да кажам, пред непосредно пред бременоста. Не е тоа ризично во текот на бременост? Не. Значи, тој страв дека сега трудна сум и ништо не сме никој ни да ме чачне ни да ме прегледа, не е точно апсолутно, да се разбереме. Напротив, затоа што не е мал процентот на пациенти кои се бремени, а кои што имаат одредени цин лези, промени, ХПВ инфекции, па имаме искуства за жал и со инвазивни карциноми. Сериозни, веќе развиени инвазивни карциноми, а бременоста е во некоја понапредната фаза. Па се доведуваме во ситуации да треба нешто друго да правиме, а верувајте тоа е и емотивно и за сите, и за колегите, и за мене, и за нас, и за сите ние што тоа го правиме, меѓу другото не зборам за некоја што треба да стане идна мајка. Така да апсолутно да, ПАП се прави и во бременост. ХПВ типизација се прави и во бременост ако постои сомнение. За конкретното прашање, пошто се уште го немаат ПАП тестот, дали имало промени или не, значи да, ХПВ тип 59 високоричен, тие бројчиња што ги спомнува, тоа е вирусниот лоуд, да не ги оптеретувам сега пациентите, не им е тоа важно за нив. Значи, додека е жената бремена за самиот плод, не постои ризик, да се разбереме. Во смисол на трансмисија, проширување на вирусот, нешто ќе му направи на бебето, не. Но апсолутно треба да се прати пациентката. Го сочекаат прво ПАП тестот, да се види дали таму има некакви цитолошки промени. И тоа не значи кај пациентите веднаш да креваат паника. Не. Затоа што јас сум имал и колегите искуство, не знам, голем број трудници кои што сме ги прателе, следеле во текот на бременоста, дури со верифицирана на биопсија карцинома ин ситу. И не ја прекинуваме бременоста таман работа. Значи ја следиме, ја пратиме пациентката со редовни прегледи и контроли, да, затоа што постои потенцијална можност за развој на болеста. Постои. Но ја гледаме, ако посебно е бременоста во понапредната фаза, да ја доведеме бременоста до крај, пациентката да се породи, ако веќе е на некој од промените цинеден карцином инситу и така натака, со царски рез, заради тука постои ризик по бебето при породувањето. Да се пренесе. Да се пренесе на детето, па да после да има тие папиломатози и така натака, се да не навлегувам. Меѓутоа, апсолутно да, мислам да не се вознемируваат, сега да кажам пациентите, да се следи апсолутно да. Уште едно прашање од гледач ке Нема слушнеме. проблем, Добар наслова. ден. Се исклучил гледачот. Во ред, продолжуваме понатаму. Во однос на, сега кој ќе се детектира некаква промена со Папа Николаево тестот. Дали треба да се повтори уште еднаш овој тест или само е доволно да се направи ХПВ типизација? Значи сега тоа е тестирање кој тестирање, значи во тука е дискусијата. Да, вака сега. Значи кога зборуваме за сензитивност, специфичност, секако дека ХПВ базирани на скрининг има подобри бројки во однос на ПАП тестот. Но факт е дека добро организиран скрининг, дури и со ПАП базиран скрининг, донесува одлични резултати носи. Видите, секогаш обично ние ги спомнуваме како пример нордиските земји.
Па они бројките на цервикален карцином низ годините наназад ако земете ги имаат сведено во однос на нас, например, на смешни бројки, благодарение на ПАП тестот. ХПВ базираниот скрининг е сега, значи се воведува затоа што овозможува прво разречување на скринизите, реков на 5 годишни интервали. И вие кога ќе го детектирате присуството на одреден тип на ХПВ вирус, пред се посебно од интересни се високоризичните, тип 16, тип 18, тип 35, 34, ги редам сега сите високоризични вируси, затоа што тие се тие кои што можат потенцијално да имаат прогресија на промените. Така да, ова што ме прашувате, еднаш ќе направам пас тест, пас дали е потребно ХПВ типизација, во дадениот случај, затоа зборам, е избор на веројатно и на државата, на системот, на здравствениот систем, во кој правец ќе одиме. Значи, и едниот и другиот метод или заедно, како котестирање ПАП тестот со ХПВ, се прифатливи за да може практично да се работи на како скрининг метода. Тие се сите одобрени дури од страна на Светска здравствена организација, значи како да кажам, треба да се направи прво внатрешна проценка. Ние работиме, себе ново формираната комисија за рана превенција и детекција на цервикален карцином. Јас сум член, претходно бев и председател, токму тоа е тенденцијата. Ние се уште имаме ПАП базиран скрининг. Меѓутоа, полека, ама сигурно работиме на тоа, нормално во соработка со Министерството, државата и така натака, да може да се поместиме кон ХПВ базиран скрининг, најдобар тест што може да се најде. Имаме гледачи на кои што ќе им дадеме можност да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за следниот од нив. Добар ден за следниот гледач. Ало? Повелете, во програма сте. Ве слушаме одлично. Се јавуваме од Велешко. Така. Од населба Чачка. Добро. Голем поздрав до студиото и до водителката. Ви благодарам. И голем поздрав до докторот. Ви благодарам. Јас сум оперирана на 8 август, сум многу презадоволна и благодарна. И од се срце го поздравувам докторот да му дади Господ долг веки и живот. И вие да сте живе и здрава. Ви благодарам. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ке го слушнеме и прашањето од следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Вака се работи за мајка ми, се јавам во нејзино име, 76 годишна е. На времето имала цин 2, оперирана е, средено е тоа све, меѓутоа пред некое време почна минимално крварење на секои 2 до 3 месеци. Без болка, без ништо. Диагнозата нешто е као пролапс утери, субтоталис и цистоцела предоминант. Препорака за операција има, меѓутоа мене ме интересира како би одело тоа анестезиолошки, бидејќи е постара жена. И која е препораката од вас, дали да се оперира или да се почека? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ви благодарам. Значи, добро, ова е исто така многу честа проблематика, патологија, конкретно пролапс на грлото на матката, односно на марката, со предоминантна цистоцела, значи спуштање на предниот зид на вагината. Во контекст на темата, значи, како што беше спомнато, пациентката претходно имала ЦИН-2, третирано, не го сватив третманот, не го спомна, независно дали може би било конизација, не знам, лец сам нешто. Меѓутоа, како што кажа пациентката, дека е тоа сретено, тоа би значило дека претпоставувам на редовните ПАП тестови повторно не се појавува некаква промена од тој аспект. Ова крварење што го спомна дека повремено се јавува, тука би требало, пошто се работи за пациентка која што е во 76 годишна возраст, да се исклучи евентуално патологија на ендометриумот, на слузокожата на матката. Дали е можеби тоа крварење асоцирано со некаква промена во слузокожата на матката, може некако крварење да се јави и од грлото на матката, ама во контекст на, ако се не знам, кафето и степен на пролапс, дали има некакви
промени на самото грло на матката, декубити така наречени на самото грло, не знам колкав е степенот на пролапс, и тоа може да даде крварење. Значи прво да го исклучат, да исклучат причината за крварењето. Во поглед на оперативниот зафат, претпоставам дека е предложено на пациентка да се направи по вагинален пат, значи вагинална хистеректомија. Тој тип на интервенции се работат и кај нас и нашата клиника во регионална анестезија. Што значи дека пациентката ќе биде буцната во кичма орбитен столб, значи не е во општа анестезија. Општата анестезија би можела да биде по-комплицирана, условно земено со, ајде да речем, се квели кај постари луѓе. И овој тип на интервенции, ако за таков тип на операција станува збор, тогаш е во регионална анестезија, секако со многу помали последици по пациентот. Кои овие абнормални преканцерозни промени понекогаш се пристапува со локално отстранување на ткивото? Да. Веќе споменавте, има разни начини, Да, конизација. конизација. Значи најчесто применува веќе мислам доминира во па и во светски рамки е ЛЕЦ, така наречена интервенција. Тоа е кога да пообјаснам со пациентите, класичната конизација или cold knife конизација или така со нож конизација, значи доминираше како златен стандард во третманот на преканцерозни лезии на грлото на матката. Меѓутоа со техниката, технологијата, напредокот, студиите, анализите и така натака, се повеќе тој тип на интервенција полека ама сигурно не се исфрла, меѓутоа да речеме се остава во некои поспецифични ситуации каде што ви имате потреба да направите по опсежно, да речеме, сечење на поголем конизат да извадите, и се повеќе се користи ова поелегантна метода, би ја нарекол, лец, луп, различни термини има, каде што се користи жица која што се загрева на висока температура и вие буквално практично како парчиње, како шнит отсекувате, како лушпа дел од грлото на матката и ви дава слобода да вие практично прво правите помала деструкција на ткивото, посебно кај помлади пациентки ако немаат и раѓано, например, така. А од друга страна ви возможува добра диагностика. Дури и ако при самото сечење промената не е целосно во здраво, ви остава простор да евентуално со истиот принцип да досечете, да доизвадите парче. Кај конизацијата е малку поинаку, затоа што кога ќе засечете ви длабоко, ако не сте во здраво, можноста да се прават дополнителни евентуално досекувања се малку комплицирани, сакам да кажам, за разлика од оваа метода леци. Затоа таа е доминантна. Кај нас на клиниката доминантно пациентките така ги. А има ли начин по природен пат да се реши проблемот со употреба на некои да, и ова, значи, секојаш прашање, дали, знаете како, сето она што може да помогне на, пошто тука станува збор за борба со вирусот, кој што треба да го стимулирате локалниот имун одговор, она што беше едно од прашањата, лечењето на локални инфективни агенси, промена на лајфстайл во смисол на прекин за пушење, цигари, здрав живот, поголема физичка активност. Овие се стандардни работи, меѓутоа да, сето тоа помага за подобрување на прво имунитетот генерално, локалниот имунитет, да, апсолутно. Пиењето на препарати, лекови кои што се различни форми на имуномодулатори, што може да помогнат во стимулирање на имунитетот. Значи, ние обично знаат дека давате цела листа почнувајќи од, не знам, од С витамин, А витамин, Д витамин и така натака, изопринозин, сега да не користам терминологија, кој што често го користи народот, го пие на ангро и прави препрашува, тоа уште да не речем од ковидот остана таа некоја навика. Меѓутоа сакам да кажам дека сите тие препарати помагаат да на крајот на денот и здравата храна, здравата исхрана. Заштитени сексуални односи, посебно ако влегувате во сексуална активност, за прв пат со партнер кој што можеби не го знае. Значи сите тие работи се начин на кој што прво може се заштитите себе, а од друга страна да му помогнете на организмот доколку е детектирана таа промена, да се, знаете, како на пазарот имате си во аптека кога влезете мал милион препарати кои што може да помогнат, те од вагиналети, те од спреови, сето тоа што може да евентуално делува локално за да помогне во елиминација на вирусот. На крајот на денот се работи пак за локалниот имунитет, организмот, како делува, како реагира, што вие превземате во тој правец, за да може да си го условно земено подобрите здравието. Така да има
Има начини, значи апсолутно, може со тоа да се проба. Може, секако, ние тој ги препорачуваме. Сега, знаете како, меѓутоа не препорачувам таму каде што имаме јасна промена лизика што треба да се третира. Докторе, знаете што, јас не ќе пробам со чаеви со лекови. Не можам да му го одземам правото, тоа е право на пациентот. Секој пациент има право да избере како ќе се лечи и да се одговара за собственото здравје. Моje е да кажам и да сугерирам што треба да се направи. Меѓутоа, на крајот на денот, кога пациентот ќе напушти амбулантата, не можам да знам. А, професоре, што е со заштитата со вакцина? Колку е таа ефикасна? Некои велат има многу соеви на ХПВ вируси. Да, зошто би ја примеле кога има толку многу соеви? Тоа е главната дилема, бидејќи немаме време, ја само нафрлив. Знам. Има дилеми многу околу ХПВ вакцината. Навистина би требало на цела емисија да се објасни, да сватат луѓето. Значи вака сега, просто кажано, прв пат во историјата на медицината ви се јавува вакцина која што превенира рак, потенцијално смртоносна болест. Ако тоа не е доволен разлог, да свата дека е потребно апсолутно да си помогнат, прво да им помогнат на децата, еве да тргнеме од тој момент, затоа што и тука има дилема, зошто на таа возраст? На таа возраст затоа што пред да влезат, пред да станат сексуално активни, Ама затоа што пред да станат сексуално активни, идејата на вакцината зошто се дава во таа возрастна група, сега и момчињата исто така, е пред да станат сексуално активни. За да организмот има доволно време да створи имунитет кој што би се одбранил доколку дојде во контакт со ХПВ вирусот. Наброив преска едно 8 типови на карциноми, значи не е само карциномот на грло на матка. Асоцирани со ХПВ, значи вакцината меѓу другото превенира и други типови форми на преканцерози на други места и карциноми. Значи не е само грлото на матката. И не предизвикува стерилитет, не напротив, помага да се помага да се спречи појава на инфертилитет кај машките. Нема да предизвика аутизам кај децата на 12 годишна возраст, ако буцне ќе станат аутистични. Значи многу се минимални некакви локални несакани вакво ефекти што се процентално земено. Не знам да цитирам студии во светот, земји кои што каде што цервикалниот карцином конкретно пошто на него најчесто се аудира се ќе биде ерадициран, ќе го нема или ќе биде сведен на 1 до 2 пациентки на 100.000 жени, на пример Австралија. Нешто слични бројки веќе почнуваат да јавуваат и други земји во светот, благодарение пред се на добро организираниот скрининг, но пред се на ХПВ вакцината. ХПВ вакцината постои повеќе од 20 години. Значи се што можеше да се евентуално потенцијално биде некаков ризик е тргнато на страна. Еве вклучително па и во Македонија. Ние се соочуваме со мала опфатност за жал. Ако треба за да вие постигнете да кажете дека имате добра опфатност со било каква вакцина, треба да имате над 90% од популацијата вакцинирана. Ние, еве, ланската година прв пат нешто се подмина над 50%, 55-6%, што е као се смета па одлично дури и успех. Ама не е тоа доволно. Еве сега се воведе и кај момчињата од оваа година се направија законските измени. Еве се дозволи се помести границата до 18 годишна возраст да се вакцинираат, односно и до 24 годишна возраст, па дури се потенцира. Прашањето ми е често пати ми доаѓаат пациентки, доктор, имам 40 и не знам 5 години, дали да се вакцинирам? Да, вакцинирај се. Значи нема возрастна граница, нема. Дури и ако некој дошол во контакт со вирусот, а ја прими вакцината, ќе има бенефит од неа? Па ќе има секако. И тоа исто така прашање. Добро, имаме ХПВ, конузација ми е направена, дали да се вакцинирам? Да. Затоа што практично вие правите бустинг, го бустерирате имунитетот, независно од тоа што веќе го имате вирусот. Ако ќе го помогне, ќе го бустерира имунитетот да уште посилно делува против вирусот, ако го имате се уште, а и да ве заштити од евентуално потенцијални други реинфекции, повторни и така натаму. Така, значи уште многу бенефити има апсолутно. Потик ова вакцина да се родителите да ја дадат да се почитува календарот за вакцинација. Дури ви кажувам, независно од тоа, може да се вакцинираат, треба да се, пошто не влегуваат во на бесплатна вакцина, меѓутоа може да се вакцинираат апсолутно. Секој нешто сака. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за сите информации поврзани со оваа тема. Благодарам на поканата и повторно велам, секогаш ме драго да дискутираме за да се едуцираат луѓето, да сватат што треба да прават и како треба да прават, за да си го заштитат сопственото здравје. И секогаш сакам да завршам ефицијата, ако ми дозволите, значи
одете на редовни гинеколошки, јас сум гинеколог предоминантно, значи одете на редовни гинеколошки прегледи затоа што навистина со еден обичен преглед може да спасите живот. Токму така. Ви благодарам уште на за гостувањето Благодарам и и на вас. благодарам и на гледачите што и денеска не следеа со внимание. Почитувани ви посакувам пријатен ден.